Për 2 minuta më kanë marrë gjallin. Për 2 minuta, gjallin e ka jetu më një rënë, e ka jetu. Kur e ka jetu se ka pas dhimbje. E ka nalë, vetë e ka nalë ata. A më derisa kam qu une, me i dhonë pakuja, ti të qeshme, ta fladiti pak, gjallin shkoj. Таткото на починатиот Ведат Адеми го раскажува хоророт што го доживеале во Кумановската болница. Амет Адеми вели дека од терапијата што му ја дале, момчето имало тешка алергиска реакција и починало. Се враќаат во болница во рок од 24 часа, откривајќи дека лекарска грешка губила нивниот син во цутот на младоста. Тој рече дека го однел момчето на нозе за да го излечи, а го изнеле од болница во Ковчег. A mujtë me ta thonë djalin në fjalë të fundit? Po shka gjallin në fjalë të fundit, babe mytën. Që të i ka thonë? Babe mytën. Po. Po, për me pas, po, ta që ka organizu, që i ka fut ato, që a i motra medicinalis, di shka me fut. A i doktori që i ka thonë ati, i ka futën ato lëndë. Terapijet. A i nduko të Zoran Gjorgjevski ishte ati. Po, kujdestar, po. Екипа на ТВ21 влезе во внатрешноста на болницата каде што се случи несреќата. Од таму него најдовме доктор Георгиевски. Телефонски го контактиравме, а тој ни кажа дека не ја видел книшката, дека е алергичен и дека настанала лекарска грешка од страна на персоналот при споведување на терапијата. Ky është reparti kirurgjikal në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës. Praktikisht ne jemi në ambulantën ditore ku jepen terapitë ditore të pacientëve të cilët vinë dhe fatkeqësisht kjo është dera ku ka ndodhur rasti dhe ka ndruar jetë pacienti Vedat Ademi. Во понеделникот попладне се случи нешто што не требаше, изјави доктор Стефан Трајановски. Според него, никој нема да избега од одговорност, но првично се чека извештајот од обдукцијата од Институтот за судска медицина. Иако во неговата здравствена евиденција стои дека 32 годишникот е алергичен на аналгетици, терапијата со инфузија била дадена токму со оваа супстанца аналгин, за која постои сомневање дека довела до негова клинична смрт. У вечерните часови, кога прв пат дошол, еден лекар бил дежурен, а кога била аплицирана терапијата, друг колега е бил. Да, кога и се слуши на починатиот, значи беше Зоран Ѓорѓевски. Да. Јас како раководен орган може да ви тврдам, по завршување на постапката дека никој нема да биде поштеден од одговорност. Тоа можам да ви тврдам. Тоа ви го, еве, пред јавноста гарантирам. По завршувањето на истражната постапка никој нема да биде поштеден. Роднините тврдат дека болницата сакала да го прикрие случајот, повикувајќи ја веднаш потребната служба за да го однесат во мртовечница, но на инсистирање на родителите случајот е пријавен во полиција. На 17.3.2025 во 11 часот и 35 минути во СВР Куманово од општата болница Куманово било пријавено дека во болницата со влошена здравствена состојба бил донесен ВА од Куманово, пошто му била дадена терапија, но по кратко време починал. По наредба на јавен обвинител, телото било предадено за обдукција, а полициски службеници од СВР Куманово извршиле увид и извршиле разговор со сите присутни медицински лица. Се работи на расчистување на случајот. Одговори побаравме и од Министерството за здравство. Вела дека сега формирале посебна комисија која ќе покрене вонреден увид од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат за откривање на евентуални пропусти на медицинскиот персонал, извештај кој ќе биде доставен до обвинителството за понатамошна истрага на случајот. Инаку погребот на починатиот се случи денеска во градот Куманово.